Добро утро, секој утро со следна наша гостинка во овој дел од нашето студио. Добро утро и добре ни дојде Нина Нина Богуновиќ. Богуновиќ, инаку ликовен уметник. Нина, драго ми е што ќе зборуваме за нешто убаво, повторно ќе зборуваме за дечињата. Ние имавме танцов клуб, ги опфативме како тие треба да си имаат исто како и ние возрастните издувен вентил, меѓутоа и со цртањето знам по себе, затоа што некогаш, еве во време на пандемијата, сум пробала да цртам, меѓутоа повеќе ме бидува за бои, комбинација, отколку за цртањето. Но како и да е, прекрасно едно и убаво чувство. И си велам, блазе си им на ликовните уметници колку може да си ги изразуваат во мир и тишина своите чувства и емоции. Добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов, добро утро. Убаво ве опишав како вака, како ликовни Да. уметници. Да. Би сакала малку да се запознаеме и со тебе, затоа што ќе зборуваме како дечињата да го изразат својот талент преку цртање и сликање, меѓутоа од каде беше желбата твоја токму за ова, па да кажам, професија, со оглед на тоа дека имаме завршено ликовна академија? Па, принцип тоа од рана возраст се гледа. Значи за за родителите да знаат ако си ги гледаат децата дека повеќе се затвараат во соба и работат и ги забораваат, дека има голем афинитет и потенцијал, така и јас од најрана возраст се додека во еден дел во средно училиште не стана неиздржливо да не си определен за она што сакаш, па борбата да се упишеме на академија беше посилно од се, така да драго ми е што успеа во тоа, да. Меѓутоа, еве, во Македонија, сите вие како ликовни уметници, кои што го имате и завршено, да кажам, овој факултет, поточно ликовната академија, што понатаму? Еве, ова е убав начин на кој што си дошла до една прекрасна идеја за да ги мотивираме дечињата и во секојдневието, секој дете си има нешто свое. Некој си сака танц, некој си сака игрална група, некој си сака спортски активности, меѓутоа постојат дечиња кои што го носеле овој талент, го носат во себе и убаво е од раните детски години да го изразуваат и се уште да се надградуваат. Предпоставувам дека е така, нели? Така, да. Она што јас ме интересира, еве, како ликовни уметници, каде е вашето место во нашава земја? Па, низ историјата, оние добри ликовни уметници, секој пат биле тука во првите редови. Значи, уште од низ историјата ги гледаме, тие биле правеле портрети во кралските семејства и така натаму, кога немало фотографијата, така да мислам дека местото на културата и уметноста секогаш треба да биде блиску до човекот. Она кое што е прв знак за постоењето на човештвото, се токму оние цртежи во пештерите, така да уметноста постои од кога постои свесниот човек. Така да уметноста секогаш треба да биде блиска до човекот. Во денешно време, за жал, не е толку ценета оваа професија, така да дојдов до една идеја да се мотивираат малите деца, бидејќи до средно училиште место за ликовна уметност во формално образование е многу мала. Така да она што треба да се направи, доколку детето има афинитет, треба да им се даде шанса да го работат тоа што го сакаат, па макар да биде тоа утре задутре и аматерски, сепак на терапевтско дејство кое што го имаме кај креаторот кога работи на некој ликовно дело, е непроценлива за децата. Така да мора да се даде шанса и затоа за да се унапреди уметноста, да се унапреди свесноста према културата, да се изгради една здрава ликовна сцена. Се фатив за најмалите, да почнеме од нив да креираме малку повеќе уметници. Убава идеја, прекрасна идеја, мора да признам. Еве, во моментов ги гледаме и фотографиите, како сето тоа изгледа на лице место. Има заинтересирани на вашиот курс или пак, еве, и ке потенцираме и ке пообјасниме каде поточно се наоѓа овој центар, каде што дечињата може да посетуваат, да кажам, настава по ликовно образование или поточно курс по цртање и сликање. Тоа исто му доаѓа како да си наставничка по ликовно со дечињата. И од која до која возраст? Значи, најраната возраст е 5 години.
години, бидејќи од 5 години веќе можат колку толку да ги држат нели моливчињата, фломастерите, читките и така натаму. Убаво е да се почне од таа возраст, меѓутоа не значи дека немаме програма и за возрастни, имаме и за возрастни програма. Така да се наоѓаме во Карпош 4, достапно место со прекрасна природа во околина, така што е важно за уметниците да бидат подопи. Да, секако и дава убава атмосфера, нели? Да. Она што вклучува програмата се значи основи на цртање и сликање, каде што децата првенствено ќе ја развиваат и фината моторика, која што ја унапредува и концентрацијата понатаму за било што кое што го добиваат во формално образование. Така да таа фина моторика е многу важна, како би ја рекле, микромоторика, која што е многу битна за децата да успеат да се развиваат. Тоа значи дека и многу е важно да се посвети внимание на ликовното образование во училиштата. Јас секогаш, кога станувало збориве за цртање и за сликање, мене лично, не знам сега за останатите како сето тоа го доживувале, оние кои што се по други можеби активности, не, меѓутоа кога сакаме нешто да изразиме како чувство, можеме преку цртањето и можеме преку боите. Затоа што и кога одиме на психолог или психијатар, можеме да забележиме и да гледаме дека никогаш им даваат и нешто на дечињата, поточно на детските психолози, да нацртаат, така ли е? Така, тие немаат фонд на зборови, меѓутоа знаат да нацртаат. Секој пат кога ете во градинка со керката, например, сме разговарале, не знаела да објасни, ќе каже чекај ќе ти нацртам. Така да точно адекватно ќе нацрта каде што се случило и така натаму, бидејќи немаат фонд на зборови. Така да еден важен израз и за родителите да обрнат внимание на она што децата го цртаат, значи се преку колоритот, преку она што како е поставено, многу може да се дознае за детската психа, за тоа како се развиваат, како размислуваат пред се и да го гледаш светот преку нивните очи, токму преку цртежот. Се изразуваат емоциите, се изразуваат и чувствата, но како дечињата, така и возрастните вие, ликовните уметници. Што е она што ти практикуваш да го црташ најмногу? Имаме правци во ликовното образование, поточно една форма на кубизам. Што би значило тоа што геометриски представувам серијал Мајки работа, мајки со деца. Ги представувам мајките во различни фази во животот и во различни емоционални состојби. Една разработка многу позната на македонската ликовна уметност и на уметничката фела како Никола Мартиновски, кој што ете така. Браво. Секоја чест и убаво е да се сети некој на мајките, затоа што ништо се поминуваат мајките, само тие се знаат кои чувства ги носат и кои мисли исто така во моментот за грижа, кога имаме грижа кон своето дете. Ајде повторно сега да се навратиме на центарот. Еве, ајде да ги прокоментираме можеби и овие фотографии кои што ги гледаме. Како дечињата, колку пати неделно посетуваат часови, што е она што конкретно, еве гледаме, преубаво изгледа центарот, убава атмосфера, имаме светлина која зрачи за да поубаво цртаат и да имаат поубав, најважното кога треба да се црта, па да појасниме, еве. Со кои техники работиме, што правиме поточно, како ги мотивираме? Да, ова конкретно е летната креативна училница. Во моментов е Bubble and Brush програмата за возрастни, тоа се еднократни работилници. Paint and Wine познати во јавноста, меѓутоа нашиот бренд е Bubble and Brush. Ова моментално кое што го гледаме на екраните во летната креативна училница, каде што децата се запознаат со основи на цртање и сликање, имаме и групни проекти, еве како овој во моментов, каде што правиме еден цртаат сите заедно, како што може да забележам проект, да. Промовираме малку унитарност, солидарност помеѓу децата и многу важно за социализацијата. Правевме пикници во природа, каде што треба малку да бидат децата да функционираат како група и да функционираат како едно тело. Работевме наша верзија на Пикасо и се запознававме и со познатите ликовни уметници низ историјата. Имаш и креативни работилници со боење на школки, еве
еден вид на поинтилизам работевме со бои кои што се бојат исклучиво со рацете, да го имаат оној допир со бојата директно, теорија на боја, мешање на боја. Без четка со раце. Без четка со раце, да. Треба да се допре. Да. Ги имаме дечиња од која до која возраст, еве во новија фотографии, како што можам да забележам, некаде од 7 годишна возраст. Ова се деца од училишна возраст, за време на летниот распуст. Меѓутоа, тие и тука се дружат, се запознаваат, со оглед на тоа дека сигурно доаѓаат и не со од едно училиште, туку нормално од повеќе училишта и се разменуваат искуства, меѓутоа, еве, колку убаво се социализираат, како што кажавме, имаат прекрасна и преубава дружба. Колку пати неделно? Од септември, 2 пати неделно по 60 минути, во попладневните часови, значи после училиштето, од 17 часот до 20 се термините, 19 часот се термини за возрастни, значи 2 пати неделно, со тоа што оние кои што не сакаат да се обврзат за 2 пати неделно, правиме и викенд работилници кои што се еднократни и семејни работилници за деца од 3 до 5 години кои што не може да бидат без родителите, меѓутоа има и така интересни работилници каде што родителот може да работи заедно со детето и тука да се поврзуваат повеќе. Идеја, да. Прашањето ми се наметнува сега, како работиме со дечињата? Еве како ликовен уметник ти веќе можеш да забележиш веднаш од самиот почеток дека некое дете навистина поседува еден голем талент за понатаму. Има ли такви забележуваме ли? Има, да, и драго ми е колегите уметници, професори во училиштата, кога ќе забележат талентирано дете со афинитет, препорачуваат да оди да се запише, па така и многу родители доаѓаат во контакт со мене. Драго ми е што има многу такви дечиња, мислам дека сите дечиња сакаат да работат, меѓутоа има многу талентирани уметници, мора да се издвојуваат, како што и секогаш се издвојувале со тоа што не сака да направи пауза, едноставно се заборава во работата, едноставно мозокот се исклучува и престанува бучавата во главата кога работиме. Така да тие деца се препознаваат, се унапредуваат во понапредни групи, понатаму доколку имаат афинитет да отидат на некоја од уметничките школи, се префрлуваат во комплетно други групи каде што пристапот е секако и претходно индивидуален, затоа што не можеме да ги глобализираме децата, сите се индивидуи за себе развиваат свој стил, така и пристапот мора да биде индивидуален према секого. И свој правец на цртање, затоа што имаме повеќе како ракопис, така и цртањето. Меѓутоа, еве уште еднаш ќе потенцираме, сепак ако имаме толку талентирани дечиња за цртање и за сликање кои можат од себе утре, што се вели, да бидат едни врвни уметници, што понатаму, што е она што треба, еве, како млада исто така и мајка на 2 дечиња и уметник, што е она што државата треба да го подготви за овие таленти, за воиднина? На што најмногу треба да се работи? Порано имаше сигурен откуп на слики од големите предпријатија, што денеска веќе не е пракса. Треба да се овозможат фондации за уметниците да може да направат продажни изложби, да може да функционираат, да се отворат центрите за ликовните уметници, малку да се подигне свесноста кај граѓаните, не само да цртаме по дома и да продаваме слики што се вели за некои нарачки и така натаму. Да, треба да се овозможи во општеството начин да функционираат уметниците, да го работат и она што на нив природно им доаѓа, нивниот природен стил. Да, ние можеме да работиме нарачки, не е никаков проблем, фала Богу, сме обучени за тоа, меѓутоа убаво би било во државните институции да се подигне свесноста каде што ќе има повеќе слики и од живите сегашни уметници и колеги, така да им дадеме можност додека се уште активни работат, да полесно да се изборат на ликовната сцена. Ајде сега да позборуваме и за тоа како уписите
веќе се отворени и за овој месец, за 2025 поточно, да сме живи здрави 2026 година. Како практикуваме, што е она што треба да го сторат родителите за да го запишат своето дете, кое што покажува афинитети кон цртањето, сликањето и со боички, кога сака да се игра, значи што е она што треба да стори, каде треба да се обрати, поточно кај тебе, на Инстаграм ве има сигурно по социјалните мрежи. На Инстаграм, на Фејсбук, да, или на телефонски. Како е начинот на пријавување? Начинот на пријавување или ќе се јават, понатаму треба да ми испратат податоци за детето, година на раѓање, за да знаеме во која група е, доколку има деца кои што се со поголем афинитет и родителите сметаат дека треба да споделат и некои од нивните изработки, убаво би било однапред да ги имаме, за да можеме директно да ги ставиме во групата каде што треба и контактот бројот родителите за првиот час да можат да се исконтактираат околу термините, бидејќи распоредот ќе биде финализиран до утре. Така да тоа е најчесто преку порака. Колку членови броевме до сега? До сега 20 на деца во летната креативна училница. Можеме да ги совладаме, знаеме да работиме со нив, послушни ли се? Супер, децата беа многу послушни, еве да ги пофалам јавно, да знаат дека, да, и родителите знаат и децата, имавме и прекрасна родителска група и прекрасни дечиња кои што беа навистина послушни, не можам да кажам дека било кое било непослушно. Ајде, кога веќе сме на оваа тема, малку да позборуваме за тоа колку е важно или колку допринесува цртањето и уметноста, креативноста за, па да се изразам така и да кажам, за воспитувањето кај едно дете. Што стекнува со овие курсеви за понатаму? Понатаму, значи, првата работа, која што како педагог не би дозволила да ја направи едно дете да се откаже. Се соочува со предизвик. Не може ова да нацрта, не може тоа да нацрта и тука веќе паѓа моралот, тука, не се дозволува на детето да се откаже. Може да земе 5 минути пауза, меѓутоа после тоа се враќа со поголем инат да успее во намерата. Така да упорноста која што е дефинитивно водилка во животот, значи секој човек кој што сака да успее треба да биде упорен и се стекнува со работа. Како велиме, ако паднеме, треба да станеме. Така, тоа е првата нишка која што е многу важна за децата да не се откажат. Понатаму е погледот на светот, разликуваат форми, разликуваат бои, може да препознаат во познатите репродукции емоција, значи емоционалната интелигенција многу повеќе расте, терапевското дејство исто така на креаторот, децата повеќе се смируваат. Понатаму и да се надеваме дека ќе имаме инклузивни програми за деца, значи, затоа што и сликањето. Многу е барана, има доста бенефити, може да утре да разговараме. Да. А зошто па да не да потенцираме она што е многу важно, затоа што еве сега се оние месеци каде што можеби родителите сите забележуваат одредени таленти кај своите деца и токму затоа сте и вие дел од нашата утринска програма ова утро, за да ги насочиме, за да знаат дека постојат еве кога гледаат дека нивните дечиња имаат голем талент за цртање, зашто да не ги насочиме уште повеќе да го развиваат и понатаму. Ајде малку и еве повторно ќе се ги гледаат фотографиите, затоа што секогаш кога ги гледаме дечињата во утринските часови, мене барем ми внесуваат една убава и позитивна енергија како тие си работат, како цртаат, ова како се вика по Bubble and Brush. Да, уште еднаш да не го кажам јас. Со винцето. Подобро би било, да. Секој уметник тоа го има, да. И секогаш зашто уметниците, дали навистина толку пиете вино кога цртате? Па не мора да биде вино. Не пребирам. Мала шал. Сакаме да живееме живееме со убавото, представуваме емоција, секоја слика е убава на свој начин, без разлика дали ќе биде негативна или позитивна емоција, така да живееме со убавото, сакаме да ги гледаме убавите работи, така да и нашиот живот така се продолжува. Мора тука да те прашам, еве да ги искористиме овие минути за крај, кои се според тебе, твоите идоли кои беа што се однесува за големите врвни светски познати уметници? Пикасо, дефинитивно. Пикасо. Зошто најмногу? Па не знам, некако некој клик ги гледаш сликите,
едноставно почувствуваш некаква емоција. Имам тука и идоли на македонската сцена. Секако ќе ги истакнеме. Да, и да ја поздравам, сакам Јулијана Гешовска, мојата наставничка, која што ме спремаше за приемен испит, која што несебично даде, несебично ме научи за се што ми требаше за да продолжам, и ден денеска ми е водилка, и ден денеска го имам низиниот несебичен пристап према децата, што го пренесувам. Ето тоа и од некого може да се научи. Да, многу е важно кога работиме со деца, да бидеме педагози, пред се и психолози, затоа што и секој дете си е посебно само за себе, секој сме се индивидуално се раѓаме со некоја своја звезда и си го креираме, односно создаваме и карактерот, па за да се работи со дечиња треба многу внимание, треба многу посветеност, треба многу работа, меѓутоа забележувам дека кај тебе тоа се работи со љубов. Енергијата зрачи. Одам на работа, предпоставував дека е така. Секогаш е музиката гласна, доаѓам расположени, родителите кои ги оставаат децата викаат леле колку ти е тебе убаво. Да, вистина ми убаво затоа што кога ќе ги погледнеш дечињата да, па ќе ги прашаш нешто, ќе одговорат нешто интересно, па гледаш начинот како размислуваат и можеш многу да научиш и од нивниот цртеж. Искрени да бидеме. И засмејуваат, многу знаат да кажат нешто што нас ќе ни предизвика една убава насмевка на лицата. Позитивна енергија секогаш, значи и така треба да си човек кој што може да ја препознае детската емоција, тие не секогаш се чувствуваат слободни во средина каде што нели само наставник не се родителите тука да кажат, меѓутоа ликот нив кажува се, така да во одреден период треба да знаеш и да препознаеш и како да му пристапиш индивидуално на детенцето да ја надмине препреката што има во моментот. И уште еднаш Иве, ќе потенцираме за крај сите оние кои што се заинтересирани може да се обратат на телефон, на Инстаграм, Фејсбук во директна порака. Така. Што треба, најубаво би било и телефонски за да им се објасни малку повеќе ако имаат повеќе прашања од ова што го покривме денеска ние две. Така. Со име на социјалните мрежи како да Палета Арт Академи. Ете така. Уште еднаш да потенциравме за крај и многу ти благодарам што одвои време. Навистина ми беше драго да поразговараме за нешто вакво затоа што дознаа и бабите, и дедовците, родителите, сите кои што се во своите домови, колку е важно дечињата да бидат дел и да идат поточно да посетуваат и курс по цртање и сликање. Се разбира сите оние кои што имаат желба и како се развива тоа понатаму и кои се бенефитите што се многу важни за понатамошниот развој. Па се гледаме повторно и со твоја изложба и со твои слики. Се спрема. Фала ви на поканата. И многу ми е драго што се сетивте и на нас уметниците и децата пред се да ги промовираме малку. Секогаш.